Универзитетските професори добија повисоки плати, но сега треба да испорачаат и подобри резултати. Министерката за образование и наука Весна Јаневска ги образложи критериумите во новиот закон за високо образование. Целиот академски кадар ќе има точно прецизирани критериуми за избор. Тие ќе мора да ги исполнат тие критериуми за да бидат избрани во повисоко звање. Бараме од универзитетските професори да прават истражувања и да не само да ги спроведат, туку и да ги објават во релевантни списанија светски признати со фактор на влијание. Минатата година владата распиша оглас за финансирање на 45 научно-истражувачки проекти кои се реализираат на универзитетите и јавните институти, што треба да придонесе за понатамошен развој на науката. Апелирам да бидат вклучени и студентите, бидејќи тие се иднината на оваа земја, но и до универзитетите како организации да се малку реорганизираат, да спроведат формирање на стартапи, на хабови. Научно-истражувачката работа има за крајна цел, односно да кулминира со отворање на првиот научно-технолошки парк во Македонија. За Сител, Трајан Ристовски.